24 ноември 2020 лето господово. Добро дојдовте во уште една епизода од циклусот емисии Роднински разговори. Сагата околу предавството на Зоран Заев со Бугарија продолжува на начин кој што е својствен за него, безочно лаже дека нема да прифати ништо повеќе од тоа што е претходно како навестено, дека нема да ги предаде јазикот и националниот идентитет, меѓутоа до нас допираат информации дека всушност тоа е тема на преговорите и нема да не зачуди ако наредната недела истиот тој Заев ќе ни соопшти дека сме добиле резултат од тие преговори, јазик некој си западно-бугарско нарече и што уште не може да чекаме од таков човек како што е Зоран Заев. Вечерова на оваа тема ќе говориме со Љупчо Палевски од движењето Трета Македонија, Да. Трета Република. Трета република. И Зоран Јованчев, член на председателството на Родина Македонија. Добро вечер. Пандан на тоа што Зоран Заев го прави, треба да имаме реакција да очекуваме од најголемата опозицијска парламентарна партија. Меѓутоа, нивниот начин на искажување на револта е малтене Монти Пајтоновски, по моје. Движење во круг, вртење со автомобили, не повеќе од 50 на 100 други присутни на таквите ивенти. Се прави се, само не се прави тоа што народот го очекува ДПН од 2017 навака, тоа е напуштање на Собранието на Република Македонија. Како би се предизвикала парламентарна криза, која би не вовела во евентуално предвремени избори, а таа парламентарна криза би предизвикала застој на овие срамни преговори со Бугарија. Палевски, со тебе ќе почнеме како гостин. Пред извесен период, точно пред една недела беше, минатиот викенд, ти повика и беше пред... Да, со средниот прст за Бугарија и сега користам прилика. Така, денеска и имаше повикување во полициска станица, токму ради ти среден прст, наводно не сте одржувале таа социјална дистанца, некои си аргументи што се смешни минорни. Член 206 кривичен закон. Така пише на покана. Мицковски повикува сите да му се придружат на овие Монти Пајтоновски протести. Меѓутоа, кога некој од вон парламентарните опозицијски движења или партии ќе повика... Или вон системот. Или вон системот, Мицковски го нема нигде. Па добро, не само што го нема, него ние повикавме, тоа не беше ни протест, не беше ни без партии, без говорење. Значи, само еден гег политички, покажување на револт пред бугарската амбасада, заради бугарската политика визави Македонија. И ВМРО одма утрето си направи протест во 12:30 на друго место пред владата, као и секој ден. И јас со ДПМН не очекувам некакви радикални однесувања. Никогаш и впрочем ДПМН без разлика што е национална партија никогаш немала радикални действија. Може би има некакви елементи внатре во партијата како што се овие македонски патриотските здруженија, МПЗињата, меѓутоа тоа све е фолклор и не е политика. Не е радикално действување политичко, туку е фолклор. Тоа се е македонски... Гевот на следниот прст кој за сега е наменет кон бугарската амбасада, може да се трансформира кон двете системски партии? Па па исто е тоа све. Дипшит е тоа, ќе дојдеме до дипшит. Ова денеска нешто објавив околу однесувањето на Србија, тамо се готви еден завршен удар за Македонија во Белград, заедно со бугарите тоа го прават. Тоа претпоставам ќе го објавиш утре или во недела беше? Во недела, па немам и конкретни имиња, значи негде 6-7 бугари престојуваат веќе 2 месеца во Белград и најава една, тамо се фалсификуваат историски документи за Македонија. Србија ќе одбере бугарската страна многу скоро, во најдоцна месец дена, меѓутоа тоа не е српскиот народ, тоа не е српската јавност, тоа е господинот Вучич, кој дефинитивно со тој акт према Македонија, бизнис партнер на Зоран Заев у марихуана, бизнис марихуана, ќе направи упат исто како и бугарите. Празоран. Но во корист на бугарите, да знаете, не во корист на Србија. Што е малку и зачудувачки.
Па, Ако ги откако земеме во постои предмет Србија, историските откако несогласувања. постои Србија, никогаш такво нешто не направила. Да фалсификува документи во Белград во корист на Бугарија. Кога е Ќе го Deep State- објасниме, ја треба утре да добијам точно имиња на бугарски разузнавачи и политичари кои веќе долго време се присутни во Белград и ова го подготвуваат, фалсификуваат историски документи. Кога е Deep State во прашање, ништо не ме изненадува. Брат Зоран, Бев во притвор со Deep State. со Deep State, така. Брат Зоран, интересно е што не само Мицковски, изминатава недела повикува на никакви си протести, собирање, окрупнување на опозицијата, како по дефолт се вклучуваат во тие процеси оние така наречени интелектуалци кои година дена буквално го преспиваат периодот и кога ќе се појави некоја се одредена криза, веднаш тие се активираат, се будат од зимскиот сон и по дефолт почнуваат да штанцаат колумни на социјалните медиуми и да не убедуваат дека треба да се удружуваме со ДПН и со некои си други помали партии кои се во коалицијата во парламентот заедно со ДПН. Интересно е што беше што една вон парламентарна партија која малте не важи за, ако Палчо милува да го каже, Deep State-от, блиска до Deep State-от, останува на гледачите, мислам дека ќе сватат за која вон парламентарна партија се работи. Нивниот лидер е многу така експониран со американски знамења во позадина. Така да доволно е тоа да се каже да се асоцира за кого се работи. Значи се прави она што се прави буквално од Преспанскиот договор навака. Се насочува гневот на граѓаните на погрешна насока. Наместо да се направи едно вистинско сплотување каде што ДПН ќе заборави дека е парламентарна партија. Значи ќе заборави улога, јас можам да кажам дека според мен они имаат улога на владеачка партија. Они се поднесуваат како да се министерство за опозиција внатре во владата на Заев. Ако некој успева да му обезбеди на Зоран Заев во изминативе 4 години се што Заев ќе посакаше, тоа е токму партијата на Мицковски. Дали гледаш некаква надеж дека од таму ќе задуваат подобри ветришта, значи ќе проработи тој она вистински патриотски сенс, ген кај членовите, не мора да биде кај раководството, или ќе ни остане како што сме вака вечерва собрани со Палевски од трета, во наредниот период да се здружуваме со некои други вон парламентарни партии кои што Нови партии кои да не се во композиција во приклучокот на ДПН и да падне теретот на спасување на Република Македонија врз нас буквално. Јас многу често сакам да се потсетам на времињата 90-91 како почнувавме тој елан, таа енергија македонска за независна суверена Македонија, каде што предводник беше ВМРО ДПМН и каде што големи очекувања имавме од таа партија. Како доаѓаше дека името нели БРМ ќе биде за 3 месеци ветувањето, 95-та, приватизацијата, криминалите, 10-12 милиарди евра ние кои ќе дојдеме на власт, односно марки тоа време. Ќе ги вратиме тие пари. Понатаму 2001 рамковниот новата територијална, доаѓаме после владењето на Груевски, 10 годишно, каде што доволен простор да се изградат македонските национални институции за да може да одговорат на сите предизвици. Видовме дека во суштина таа елита меѓу себе не се напаѓа. Они многу добро соработуваат. Многу често, пошто Македонија е мала, имаме пријатели, другари и така натаму, например, овој домот на пратеницеве вика Зуки, ја не можам да разберам какво е тоа во јавност очи вадење на спротиставени страни, а на маса кафе кога се пие во домот на на пратеницеве кафиче, клубот на пратеници, вика бизниси се договарат. Сега ни станува со Заев многу појасно и сите овие настани што се случуваат, гледаме дека овој систем кој што годишно негде милиарда евра краде од народот, најмалце, му треба и позицијата и опозицијата.
Не може, ако опозицијата е честна, морална, вистините и така натаму, вие така слободно да ги крадат 1 милиарда. Името е катарза. Тој молк за името, што е светија на македонскиот народ, на комплет, не само на ВМРО да помане, таму се 22-3 партии, а ги викам мали загарчиња кои што џавка таф за фотелја, а кои што кога ќе дојде момент на избори се прикажуваат како родолюби, патриоти, колумни многу јаки пишуваат и така натаму, до моментот седнување фотелја. Се појавуваат. И на другата страна 21 политичка партија. Како се они поделени? Тоа припаѓа све на еден подобен систем, креиран многу одамна, после државниот удар на Ченто, има огромен континуитет и тоа е низ целото општество како канцер. Производот на тој систем, лицето на тој систем е во лицето на Зоран Заев и на сите овие лидерчиња што се во системот. Денеска исто така го прочитав манифестот кој што го објавија, внимавајте, Македонската православна црква, духовниот столб на Македонија, УКИМ, образовниот столб и МАНУ, научниот. Не е спомнато името Република Македонија. Значи, прават една таква игра, еден таков театар, кој што е срамен да се гледа и уопште да се учествува во тоа. Многу е сега важно решението да го понудиме. Што е решението? Решението не сме да биде дел од системот. Овој што е. Значи, не треба да си подобен на системот. Не треба да имаш моменти каде што може да уценуваат. Треба да бидеш репрезент на новото време, не на евроатлантската идеја. Евроатлантската идеја е умрена идеја. Умира, не постои веќе, истрошена е. Целата таа енергија од која се напојува е потрошена. Цел свет веќе знае дека они се најголемите убици во светот, дека единствената геноцидна меѓународна воена организација која што во 21-виот свет бомбардира суверени земји е НАТО, дека ЕУ е корпорација, јас се сеќавам 2-3 децении говориме за тоа, кој што е класична рекетарска корпорација, која што овде интересот у Македонија е да извлекува 1,2-3 милиарди евра надвор, односно за да може да делат бонуси. Тоа се случува во странските инвестиции тука, тоа се случува со ресурсите и така натаму и така натаму. Тоа е продолжение на колониализмот. Значи, они си имат континуитет на грабачка цивилизација. У што може да се обединиме? Да се обединиме у тоа. Да се обединиме у Северџганија. Да се обединиме да преговараме за нешто што е свето. Да ги урнеме моделите на здрав развој на детето. Сдружение на граѓани сега ти введува сексуално образование од следната година хера. Погледни ги кои им се финансиерите, па тоа е истата неолиберална секта. Ке ги учеле нашите деца дека љубов се води со кондом, односно односи требале со кондом, а љубовта нигде ја нема. Ние не припаѓаме на таа култура и цивилизација. Мора да си признаеме, да си погледнеме очи. Секој кој повикува на такви вредности не е припадник, односно не припаѓа на македонската култура и традиција. Он може да е деклариран македонец државјанство, но не припаѓа на тој етнос. Затоа денеска суштински важно е да се креираат организации во новото, да си ја прибериме вистинската македонска елита која што живее, работи, мисли во македонските традиции, култура, идеали, и да понудиме, да имаме вистинска нова понуда, која што Република Македонија ќе ја префрли од умрениот евроатлантски западен свет од 20 век во новиот мултиполарен свет во 21 век. Многу погрешно се разбира тој мултиполарен 21 век. Дека, значи ние сега бираме страна. Не бираш страна. Ти соработуваш и со Западот, таму кај што имаш интереси, кај што имаш почитување. Ти соработуваш и со Истокот. Ти соработуваш и со Северот и со Југот. 21 век може е на Кина, ма викат 22-иот е на Африка. Значи, завршува тој ексклузивитет на западната цивилизација. Западната цивилизација сега ќе ги жнее сите злодела што ги направила према другите народи, вклучително и нашиот македонски народ. Токму таа цивилизација преку измеќарите наши, спротивно на волјата на граѓаните на Република Македонија, спротивно на меѓународните конвенции,
спротивно на уставот, го промени нашето име, кое што ние ќе го вратиме со сигурност. И за тоа нема временска дистанца. Криминал е криминал. И да го променат, да успеат сега со Бојко Борисов, кој што у суштина ова му е театар предизборен него. Така. Позициите му се катастрофално лоши, го игра на стар шаблон од 20 век на националистичка реторика, како Бојко е родолюб, како Бугарија ќе ја шири, како он има свој национални визија за еднината на Бугарија, ништо. Две третини од граѓаните му се иселени. Иселени, клинички мртва е нивниот демограф, ги прогласи лани дека Бугарија е клинички мртва. Значи она дојде до позиција кај што не може да овозможи просто репродукција. Толку длабоки проблеми имаат сите балкански држави. Они немаат сила за експанзија. Ова е театар. Каква поделба на Македонија? Со што ќе ја насели? Со марсовци. Апсолутно. И зачудува фактот што тоа Заев не го гледа или не сака да го види, најверојатно не сака да го види. Секој си има улога. Секој си има улога и они меѓу себе се поддржуваат. Сите тие, ако погледнеш, се репрезенти на длабоката држава, на таа евроатлантска идеја, каде што толку има високи вредности системи, да репрезентите на балканските елити се кој е од пазарче, кој шверцувал автомобили, кој цигари, кој ова, кој она. Годишниот бизнис, тоа е 12 милиарди евра, кои што го вртат на балканскиот простор. Кешот е главен и национализмот е театар за масите. Апсолутно. Во тој театар, сега доаѓаме и до опозицијата, она идеално се вклучува, бидејќи го јаде колачот истиот. Не може да продуцира нова идеја. Гледаме како се заглавени у таа матрица, гледаме колку и гледаме одговорот на народот. Веќе препознава дека не припаѓа на тој театар и веќе народот, сензибилитетот, слухот му е изострен и бара ново. Фокусот треба да биде на новото. Значи да се направи цел еден комплет, цел еден систем од умно способни, родолюбиви, честни македонци кои што ќе покажат знаење и визија како Македонија да се престрои од таа траса која што Труцка 3 децени, у суштина уместо седи, дори го Риквер седе, на брзата траса на мултиполарниот свет. Тука треба фокусот да се стави и тука да биде обединувањето на сите независни интелектуалци, материјални средства и така натаму и така натаму. Интелектуалци у Македонија многу малку ќе има, бидејќи е компромитиран и корумпиран тој систем. Ни требаат луѓето што се во народот, што од утро до мрак си го вадат лебот, не се корисници на буџетот, туку го полнат буџетот, и македонци кои што се во иселеништвото, кои што имаат реално искуство, огромно стекнато знаење на светскиот пазар на труд и ум, кои што ќе бидат повикани у даден момент и ќе се вклучат во возобновувањето на Република Македонија. Апсолутно. Палчо, Мицковски повикува да наблюдуваме будно кои се потезите на Заев. Претходно ни порачуваше дека треба да почекаме некои идни генерации да го вратат, нели, тоа што Заев успеа да го продаде името, идентитетот и се. Ние како родина Македонија буквално веќе при крајни е трпението, верувам и на народот, значи ќе мора да почнеме некоја поагресивна, не радикална политика, доколку условите дојдат да нема друга опција, ќе мораме и да се радикализираме. Во исто време дојдоа и Конрад Аденауер и Фридрих Ебер, значи германските двете најаки. Па тоа е целиот проект со Бугарија е германски. Да. Му доделија на Муртинецон награда медалја. Фридрих Ебер, Конрад Аденауер на овие им шепна као чекај, здружи се со села и компанија, април, дечко ќе продаде све што треба, па ти си следејќи што ќе дојде на власт. Значи си прават курто и мурто трансформација, тоа што го збориме 2-3 години. Ти ги спречиме курто и мурто да се менјаат? Не, мораме да ги спречиме, а кога и дали ќе успееме, како ќе успееме, тоа е веќе прашање на техника, на сила, на свест кај народот и наше организирање.
По повод ова околу германскиот национален интерес на Балканот, Кодзијас реагираше вчера, имаше реакција на Кодзијас, кој е засекиран од агресивната бугарска политика. Бидејќи тој германски интерес кој се реализира во Македонија преку Бојко Борисов е скоро уништување, не да се направи алтернатива со Коридор 8, туку е конкретно напад на Коридор 10. Коридор 10 кој е многу важен и за Централна Европа е важен, за Унгарија, за Србија и така натаму. И во тој контекст реагира Кодзијас, бидејќи се загрозува и грчкиот интерес и нивната геополитичка позиција и вредност како Грција. За очекување од вака бандитски клиентелистички структури на Дипшит на Балканов, као што е Борисов, кој контролира цело едно подземје на Балканов, без разлика дали е српско, бугарско, албанско, татко на таа мафија балканска и директна конекција со Central Intelligence е токму премиерот на Бугарија Бојко Борисов. Он е познат што Сирија, да кажеме, уништена, во уништувањето на Сирија како држава учествуваше Бојко Борисов, што беше најголем производител на амфетамини. Како држава Бугарија. Така, што исламската држава, незините пратници ги користеа во... Не, они ги користеат како се појавија, меѓутоа пред појавата на исламска држава, во Сирија се продаваше на ангро амфетамини произведени во Бугарија и цел тој кеш беше употребен против Сирија. Тоа се црни пари, кои се неопходни во уништување на било која држава. Не треба легални пари на жиросметка, треба црни пари, кога се влага во деструкција. Така да оваа дипшит балканскава, организирана, значи, од Весна Пусич, најголемиот либерал во Хрватска, до српскиве, белградски... Кандиш, Мандиш и компанија. Па, Вук Јеремич. Да, Јеремич. Вук Јеремич е шпиц нивни либерал во Белград. И Борисов, без разлика што е член на народна на ЕПП. Они си се врвни играчи на Дипшит на Балканот и они ги кројат сите овие политики и Борисов едноставно Дипшит му вика дека треба да направи конфликт во однос на Македонија и го прави тој конфликт и по тој повод Кодзијас вчера реагираше. Со други зборови, Кодзијас не бранеше од агресијата на Бугарија. Апсурд. Па да, апсурд е затоа што не е апсурд, во геополитичка смисла воопшто не е апсурд. Во нашите билатерални Меѓутоа во билатерални односи искача смешка, хиените меѓусебно се караат, кој повеќе ќе грабне од Македонија. Би се надоврзал со Зоран за околу задачи во Брскивен или во оваа шекспировска борба на македонецот. Што мора да направиме, што треба да се направи, се согласувам, потребна е нова македонска елита, тие луѓе мора да бидат прво млади, помлади од нас, треба да бидат посилни од нас, почисти од нас, поедуцирани. Едноставно треба нова македонска елита која ќе ги креира, реализира и брани македонските национални интереси. Ние како генерација сме скантана генерација, веќе скантана во смисол што мораме да отпушуваме цевки, затнати канализацијски од Зоран Заев. Значи, пред нас е еден период што бурен период ќе биде. Бурен во смисол или ќе има дисконтинуитет на македонскиот народ, што е погубно, страшно. Ако те укинат како јазик, ако те укинат како историја, тоа се фундаментите на секој народ. Без тоа ти си... Па дури и да не бидеме наречие западно-бугарско, со самото тоа што во историски контекст и во државен контекст нема да постои македонски јазик. Нека биде уставен јазик. Јазик на уставниот јазик на Република Северна Македонија, како ја пишуваат. Повторно, ти немаш мајчин јазик, етнос без јазик не постои. Што значи тоа е убивање на македонскиот народ, по дефиниција убивање на македонскиот народ и сериозен проблем во административна и политичка смисла. Во реалност, македонскиот народ од ова малтретирање глобалистичко е многу посилен. Тврдам. Па дури ако направиме компарација, пошто сите тројца бевме пред парламентот 2018, 17, 18, да.
со сите оние ангажмани што ги имавме, бевме многу понаивни, мора да си признаеме. Меѓу нас имаше многу чудни луѓе кои во меѓувреме одработија многу лоши проекти, не издадоа и така натаму, се превртеа. Ова мака, уствари, еден политички систематски преглед меѓу нас, македонците. Прво, и доследноста, посветеноста, издржливоста во борбава, во спротивставување на овој атлантистички проект, што претходно го кажав, и во европскиот контекст и европската одговорност што ја кажа Зоран, јас само би се надоврзал, ние сме експеримент, тука они Европска унија кој Брисел нема голем економски бенефит, меѓутоа е многу важно еден народ да се самоукине. Бидејќи ние де факто се самоукинуваме, затоа што освен ние неколку нови партии и движења, никој друг не го оспорува легитимитетот на Зоран Заев како премиер. Од фалси избори од 15. Со самото седење во парламентот. Па со самото седење во парламентот ти го легитимираш овој фалсификат премиер. Кршење на уставот, газење со север. Плюс, тоа е од предходно. Изборот на Тало Џефери. Ама сега ти почнеш од почеток. Ја викам за денес, сега. Аха, за денес? последново. Да. Од 15 јули што прави, бидејќи нели од бугарскиот договор влегов во Европа. По мене Европа, посебно Германија, која доминира со Брисел, нели имаме и комесарот. За проширување. Не само за проширување, него и председател на комисијата. Се германци, освен Централна Европска една Франција, банка, друго све е германско, они по секоја цена сакаат да реализираат нова политичка нација, европјанин, тоа им е неопходно, затоа што се согласувам дека е унија на големите корпорации и европски картели и потребно им е уништување на све што е традиционално, национално, семејно и така натаму, што набројуваше Зоран. Меѓутоа, што со тоа? Тоа е нивната деструкција и план. И тоа го прават секаде. Во некои современи држави веќе успеале во тоа. Данска. И она што и нив битно, зашто се трошат толку пари е да се произведе позиција нова нација европјанин. Ти нема веќе да бидеш холандјанин, нема да бидеш германец, ќе се декларираш за европјанин. Со тоа, неолибералите на најголемиот пазар ќе ги избришат сите народи, само доколку успее нашиот проект. Во контекст на ова што го говорам, ќе го видите на пролет евентуалниот попис, без разлика што ние ќе се спротивставуваме на оваков попис, они некаква административно попишување ќе направат, го знаеме како функционира Зоран Заев и Дуи. Не случајно е тргнат македонец. И сега мнозинството имаш графа кај што не постои македонец. Како етнос, како припадност, националност. И Зоран Заев ќе биде првиот што ќе каже дека е европјанин. Значи, европската нација во реална смисла ќе почне да се гради тука. Во тој контекст сме и тврдам дека сме ние најголемиот европски експеримент. И затоа во краток временски период, значи како рековме 2017 почнаа протестите, кога го направи влада Зоран Заев со оној циркус од 27-ми, значи за 3 години, ако направиме ретроспектива што све е направено, е страшно. Име, историја, новата историја, јазик, и ти следи попис во кој не можеш да се изјасниш на тој попис кој го прави државата како македонец. Сите овие северџани, модерниве северџани, ќе бидат европјани. За прв пат по нова историја на Европа, не само Европска унија, ќе се роди во официјален документ нова нација која ќе се вика европјанин. Тоа е неолибералниот проект и затоа толку пари трошат и толку енергија во само 3 години се потроши на Република Македонија, а при тоа нема војна, нема убивање луѓе, масовна контрола, целото општество не е исконтролирано, огромен број. Значи, неколку пати сум повторил дека преку 3000 американски граѓани имаат регулиран престој, што нема врска со State Department. Тоа може да се провери во управата за странци, на број 1 управа. И во тој контекст таа стварање што заедно и согласни сме со Зоран дека потхитно мора да се почне со градење на нова политичка македонска елита, што све ова што го говориме мора да почне ден порано да го реализира.
Пошто во постојниот систем на ВМРО, ДПМН и СДС не може да се бара решение. Тоа вечера го кажувам за тоа што гледам дека Заев закажал меѓувладина состанок меѓувладин со бугарите и комисијата на 8 декември. Тоа е сега, за неколку дена. И доколку успее, аз мислам дека ќе успее, во тој контекст е и Бучковски ангажиран. Мојот бивш пријател, е официјално користам, ми е бивш пријател. После ова што се нафати, она што го кажа за една бугарска телевизија, нема више што да пријателствуваме. Значи, они на 8 тоа ќе го завршат, дај Боже да се случи нешто да не се заврши, така да после тоа и да падне Зоран Заев. Република Македонија има проблем кој треба да го решава. Македонскиот народ во Република Македонија е избришан, убиен по сите основи, сите фундаменти на етносот се избришани, административно. Колективната меморија не е една, системот сосема друг, неспојиво. Ги влагаме во едно конфликтно општество со пописот за пролет што го навестив и станува еден хаос. Меѓутоа Заев и да не постои и да даде оставка после подпишување на договорот, ништо, некаква леснителна околност. Без везе, Ја ништо мислам не дека и да добиваме. не даде оставка, неговите шефови самите ќе. Сега вториот чекор е, значи ако се побрзаше со барање оставка и доверба на влада, па макар и да не успее, ќе се сватев дека еве ДПМН се обидала нешто да направи. Ама она ниту тоа не го направи, бидејќи барањето за оставка што денови веќе се реализира е темпирано во време после 8, после подписот, што е еден тежок фингерај, доколку тоа се случи, тоа е еден тежок фингерај и мислам дека и запалените ВМРО-ци валјда ќе разберат дека е нешто погрешно направено. Одговорноста на сите нас е таа. И ние, пошто сме во системот, единствено што можеме е да објаснуваме, да говориме, да апелираме во вакви емисии, ова што Родина го прави, и да го освестуваме народот да се подготви за сериозна, конкретна политичка борба. Каков ќе биде обликот не знаеме. Во тој контекст јас и веќе сум организиран со ЧТ1, да ви известам, освен 140 од референдумот набљудувачи што имавме, има ново пријавени уште 160. Сакам овој пат да бидеме подготвени, дал ќе бидат сега набљудувачи, дал ќе бидат војници, дал ќе бидат, не знам, волонтери за некаква македонска солидарност, небитно, да се појави една есенција на пожртвувани луѓе, на луѓе кои не се ни ВМРО, ни СДС, луѓе кои се подготвени да се борат за Република Македонија. Тоа сега може некому е тоа смешно, символично, меѓутоа сметам дека денеска да пронајдеш 160 здрави македонци кои ќе бранат кутија, е некаков почеток во оперативниот дел, не во геополитичкиот. Одличен напредок. Брат Зоран, тоа дека Родина Македонија и Трета и сите слични издруженија и политички партии и субјекти како нас треба да се окреват, да се осмелат и да барат промена на ова траурна ситуација. Мене ми дава денешното случување во Подгорица, каде што после толку децении 3 децении. Да, формираше влада, коалиција составена од Што нема партии врска со што нема врска со партијата на Мило Ѓукановиќ. Кога таму се случи невозможното, ова ми дава Добро, ама оптимизам. долго време се боре. Ако се Долго време, сеќавате да. од апсењето за наводен руски пуч тама што некои баби што затвара, колку 3-4 години проеда. Они помина ни сличен пат како ние. Тоа Како беше Македонија? тешка борба, они Тешка исто беа киднапирани у натокот на. Таму има духовен водач кој што беше верен на тие национални интереси. Ѓукановиќ со тој законот за взимање на имотот на Српската православна Да, црква. за верски заедници, а у Так. суштина им го зима имотот. Го запали црвеното сијаличе и тука се активира едни сили кои што, ще да кажеме, родолюбивиот аспект на интересот на народот
и духовноста нив ги обедини во суштина, имавше Да, млади. црквата ги обедини. Да. Не да врзано од Криво Капич Врзано, си е да. Па не, деклариран они Црногорец. не правеа Пази, протести, правеа литии. Криво Капич е машински инженер. Да, и е деклариран Црногорец. Значи не е А политичар, коалицијата- професионален. Не. Или од некој обществен. Ама испекоа у 4 години. Значи, успеа да се спојат Активист црногорци бил, и невладин. српски црногорци, мислам да Па кажам. добро, имаш и еден либерал таму, овој И албанец. албанецов, И да. ал- Тој е Албанецов, тежок да. либерал. Така. Па Ама он е антимафија, Па, антимило. мислам дека он Да. беше школован и у Лондон. Да. Тоа ти е Сорос у Црна Гора, меѓутоа он е персонално тамо, знаеш, Мило Ѓукановиќ предолго трае, преголем мафијаш и он е антимафија у суштина. Антимафија, да. Интересно е тоа случување во Црна Гора, има повеќе слоеви, не може онака треба длабински да се навлезе, значи. Оние има најверојатно- црквата. Само не беа обединети. Не бе обединети, да. Од три страни придоа Од три и тука страни затоа успеа. И тој концепт може Кој ќе не- да Ама е беа успешен. организирани, цело време што верглам. Ни треба организирање. Точно. И некој се Има спои. заеднички непријател, а не беа обединети, а има заеднички еден непријател Мило Ѓукановиќ. Црна Гора е добар, позитивен пример да се влече искуство. Значи, мораме ни од негде да влечеме искуство. Па, И Само резултат е. црквата ќе Да, стане и на е страна. резултат. Кај нас е Не, резултатот е, Црна Гора е голем резултат. голем резултат е сега, значи треба да се работи на конкретна идеја. Нас не треба да ни сметат нови. Ние што правиме? Ќе се појави нова организација, одма со дрва и камења по неа. Да. А при нас ни требаат нови организации. Зашто? Па целиот политички спектар, од крајно лево до крајно десно, треба да се пополни со нови организации. Иако ја мрзам таа поделба на лево и десно. Користиш и лево и десно. Па и не постои. И не постои. Македонија нема. И не постои. Треба да се пополни. Националните интереси се договорени, за нив нема преговарање, тоа е светија, никој не сме ги допре. Чим ги допреш, народ те влече доле и те менува. Што друго да правиме? И тоа мора да се постигне да ги поставиме вредносните системи. Ние немаме вредносни системи. Идеш да се договараш, да се обединуваш, ти доаѓаат рециклирани човечки кадри кои што 10 пати прошли ни система. Абе зашто не се обедините? Абе зашто? Појма нема од мултиполарен свет, појма нема од новото време, блаботи само Македонија, не се победува систем само со гола риторика. Ма И со не знаме. ни риторика, Така е. пароли само. пароли. Значи мора секој да воспостави нови вредносни организации што ќе го покажат светот и ќе почнеме да подаваме рака на тие наши граѓани, македонци, кои што се во евроатлантската депонија, да ги излекуваме полека, да си го носиме народот во еден нормален свет. Ова е ненормален свет на западната цивилизација. Македонија е само видлив пример, јасен, што се прави со народите во светот. Полигон. Значи, ако не знаеш како функционира западната цивилизација, на мал терен можеш да видиш хибридната војна, како се... Да бе експериментов што го Експеримент. објаснувам. Ние сме експеримент. Значи, 80 и колку држави таму ција има урнато во светот. Сега е малку пософистицирано. Улогата на невладиниот сектор, кој што се финансира од Сега странски. извини Зуки, сега урива Америка. Да. Го ја Ти дека квалификува изврши, да. системот дека е расистички. Не е Трамп, него системот е расизам. Системот е расистички, а Што кандидатот значи дека системот го руши Антифа и Бајден. А кандидатот на демократите е процесуиран пред 20 кусур години како член и близок сработник на Ки Клукс Клан. Меѓутоа не се добре. ги именуваат добре. да. Они ги користат сите движења моментални за политичка останат да кариера и преживеат, да останат да дипшит, да преживеат. преживеат. Знаеш, се трансформираат, нема идеологија, само пара, само интерес. Не припаѓаме ние на таа. Дефинитивно. На таа Тоа што материјалистичка спомна култура и цивилизација. Палшо околу Вучич. Значи, кој прв пат после толку голем период ја напушта Оската Север-Југ, Белград-Атина. Додека Кодзијас вчера... Ништо не напушта Вучич. Не, он све прави. Иде ке прави. Путин, иде ке Па таму, кој потпиша? ја- Да, меѓутоа очигледно му смета на Кодзијас. Брат Владо, Да, ама неговиот премиер е делегат да. на Билдер. кој потпиша договор со Евразија? Прв беше Вучич. Брднавич. Прв беше, да. Што е експонент на Соросов Не, како Сорос, делегат во Билдерберг. делегат. Делегат бе, делегат. Што ти во кажа Билдерберг. таа? Србите имаат стара дипломатија. Они се Не играат имаат политика, Играат политика со сите, они прават политика. Ама Сега, они Во однос на нас ќе бидат некоректни.
И ја не можев да поверувам, 24 сата проверував, ги чекам имињата, страшно се спремаат. Прв пат Србија ќе застане на страна на Бугарија, не на Македонија. Како политика, Вучич говорам. Значи, добро, они Не народот Да. нема шанси. Значи, иднината, добро е што иднината веков што доаѓа е на суверените народи. Значи, нема да биде на Ќе Вучич. помети, малку ќе му ги помрси рачуните ова што Трамп најави FBI дека ќе се вклучи во истрага во Белград Па како не? за софтверот Dominion. Па извориштето на сите деформации е Така. во Америка. Значи, таму. Иако во Европа е префрлено дел, Па заради Но- Трамп мора да се Да, дислоцира. малку- Се спекулира дека Вучич го користел истиот софтвер кога победи на изборите во јуни во Србија. Значи, тоа не треба филозофија голема. Сите системи прво се применуваат на микрониво за да идат на повисоко ниво. Значи, експерименталните програми тука се. Кај нас не се угаси серверот. Така. Го Ама најдобро Доминион кој е. и овде е користен. Апсолутно. Не Тука е се- значи истиот Не се променија бројките преку ноќ. Се променија. Па ја, еве, глава... Саат време, како преку ноќ. Саат Саат време, време да, да падне ни и се еден ден подигна имаме, Дују да. Кавадерот си шампион. Шампион. Не, и во вече не беше. Добро да? Саат време. И тоа се случува и во Србија, тоа се случува на Балканот и така натаму и така натаму. Значи, но, што е, но мора суштината се допре. Мора народот да го извадиме од играва. Мора да му ја прикажеме неговата моќ. Моќта на слободната волја, дека ја од утре не припаѓам на овој умрен систем, јас повеќе не давам поддршка на ова се до сега што било, ја од утре ќе бидам дел од новото. Тоа ја не можам дома да ти го донесам. Така. Ниту ние овде. Ама мора да ги одбраниме кутиите за наша волја политичка. Кутиите, За оваа да, политичка волја. да, кутиите- Сега ја кажа ти политичката волја. Не ќам ова, сакам ново. Да, кутиите да, и што е битно. Значи да не се гледаме како конкуренција. Ба, каква Значи конкуренција? мораме Ја да појма немам кој ги ја победи пос- на да, тие избори. Важно нека бидат Ма, легални. Мора ние како нови у зародиш организации и така натаму да споделуваме ресурси. Ние еве со ова Така е. студија тоа го правиме и тука Така е. циркулираат разни луѓе. Мене Па солидарноста е македонска е таа. Тоа е наша Да. соборност. Па без Така е. соборност ти не можеш да го победиш овој егоистички, хедонистички свет. Либерализам. Либерализам. Убав збор, либерализам. Да. Ама дај пари дијам, ако сака, И нека се тоа вика сега. Север Джганија. Ама и тоа сега одма. Мујкадонија. Не да ги Да, чека. да речем одма, веднаш. Сега и веднаш задоволува нагон либерализам. Либерализам, кој што ние кога го објаснувавме низ годините, дека ќе ни влезе дома, не ни верува, беше теорија на заговор, мене лани или преклани не се сеќавам, ми дојде ливче каде што требаше се потпишам за моје дете, пишуваше родител 1 и родител 2. Значи, ние да не спиеме на увото дека тоа се случува негде далеку од нас и дека нас нема да не допре. Они веќе удараат на нашите деца, до година влегува тоа ново сексуално образование, мизерија, беда, никогаш не сме биле дел од таков сексистички систем, што е типичен за оргијањето на Рим и Атина, тоа не е наш систем, го нема во ниеден артефакт наш. А го има во Рим и Атина, ние мора, дојдено е крајно време, да кренеме систем подпрен на нашата култура, традиција, вредности со милениуми кои што се универзални и не се предмет на модернизам или на некој век. Тие се застално тука. И мораме, тоа се нашите столбови на кои што треба да се подпреме. Што повеќе народ ги подпира тие столбови, толку куќата наша ќе биде повисока. Ако ги немаме тие столбови, ако со ова либерално одродено малцинство, кое што не брои ни повеќе од 1000, но е добро кеширано, и цел ден од утро до мрак брка традиционалисти, небањати, русофили, вака, така. Факт чекери. Фактчекерите, F2N2, како ги викаат, тие се многу специјалци. Треба да го тргнеме тој привид. Тој е тигар од хартија. Тоалетна хартија искористена. За влегувањето дома брат Зорано не се ни кријат, денеска Оливер вика не само што ќе санкционираме, него и ќе влегуваме по домовите да видиме Апсолутно. дали ќе има собиранки и ги наводно храбрува граѓаните кои што ќе
видат такво собирање во некој од домовите, да го пријават и има специјален Да бидат кодоши, кодоши, да. да биде тоа е нова поделба, Така. нова кавга внатре во македонското. Приметете тој во амбиентот на студијава. Што приметувате? Слободни луѓе. И нема ние маски. Интервју дала, маска ставил. Така. И опозиција, и позиција, и тие нови што вика дека се ки се уши. Ти треба да бидеш репрезент на слободната мисла. Ние тука не сме само убици, не сме направиле Така, калкулации, па сега ќе се убиваме, па ќе идеме директно на клиника. Не постои, го калкулираме се тоа, но на јавноста мора да и дадеш чувство на слобода. Они што даваат? Со личен пример. Со личен пример, така. Што даваат они со маската? Как? Тој е роб. Така? Тој е роб, тој е дел од стариот систем. Какво ново, каква промена? Каква промена? Уплашен. Дел од пандемијата. Нешто што прочитав деноиве кралицата шпанска Изабела на времето го правела со низините поданици. Поданици со ставање на маските. Значи све имаш во историјата веќе случајно. Само малку гребни, истите случувања денеска што се случувало и во минатото. Од инквизиција, Dark Age, мрачно доба и така натаму, темно доба и така натаму и така натаму. Тој копи-пейст, исти елити се. Тоа е сталната битка на темнината и светлината, на доброто и злото и така натаму. Така функционира овој универзум, што го велиме, не ќеме да се креваме нагоре како човештво, но ќе мораме. Ќе мораме. Човештвото е предодредено да се крева. Македонците биле дел од светлиот светоглед, од Илиндените. Кога е Така. најако сонцето, тогаш се креват македонците, тоа им е силата. И не е случајно 3 пати 2 август се поклопа. Не, ништо нема случајно. Значи, еднаш, 2 пати, ама 3 пати, 4 пат ќе биде Да. Илинден некој најсветол, сигурно. Пълчо, тоа што сега го споменавме дека се решени буквално со гестапо методи да го дисциплинираат граѓанинот. Дали ќе се дрзнат Заев и неговите соработници да не стават пак во некоја врста на карантин, заклучување? Се шпекулира дека сега околу празници веќе се Сигурно. ригорозно ќе биде повторно Да, заклучувањето, сигурно. нема да се дозволи православните празници, Па и тоа да си е дефолт. православните, да. Бадник Божик, ќе нема да можеме да кршиме лепче со, не знам како ќе Па имаш предлог Да. 11 октомври више не го славиш. Да, тоа директно доаѓа од Без ковид. Австрици? По договорот. Совет за договорот, решение за договорот, еве тргнете ли 11 и 11 23. и 23. значи денот на ВМРО. Без ковид, со ковидов плюс добиваш ограничување на индивидуалните човекови права ти ги кине. Колективиот македонски го уништуваат комшииве, подпомогнати од Европска унија и сите неолиберали во Брисел, низ билатерални договори, а индивидуалните права на веќе уништен колектив административно со ковидот. Ти осети на своја кожа дека они не презаат од физички закани. Не, тепање, па утре да Денеска следните ги дури пукаат. пише на социјалните медиуми дека Па да, ноќеска со комбе дојдоа се смеа и они и јас се смеев, што Ама и ние обични полицајци ми донесоа покана за се бајле у 9. Она што е интересно, истиот човек се извинувам. Истиот човек што ако се сеќавате од изолација ме однесе од државен карантин, албанец од Беко мораше да дојде во полициска станица Битпазар, истиот човек што ме однесе од државен карантин, денеска ми испрашуваше во однос на член 206 од Кривичен закон за нарушена дистанца. Мислам дека и наши членови се казнети по тој член кога имаше собир пред владата. пред владата Во мај. Крај на мај 30 мај. Да, за кога има И- пандемии си загрозил. Почна, знаеш што е интересно, таму беше собир од неколку десети, 50 на луѓе или 60. 150 Ние бевме плюс. 30, не броеле. Стотина Не е 30. битно, бројката не е битна. Без присутен. Не, инспекторот ми каже сликани сме сите. Е така, но што е битно? До вечерта беа сите идентификувани и Така. преку Позорникари, пожарникари, локалните полицајци. некој кажеше дека интервентна била вклучена, сите добија покани да се јават у полициска станица итно. Информативен разговор, итно. Од навечер, значи у 8 до сабајле у 9.
Значи ги нашле по слика таму 30 на 40 на души, неколку имаме ние членови на председателството, сега мислам дека рочиште едно има, казната е 2000 евра за нарушување на некој член од законот, а убици на деца 10 години немаше да има. Добро. И за каков систем се, за што да дискутираме, што треба да поддржиме? Ги диверсификуваат Што да поддржиме? нашите членови кои протестираат таму, а тие што Палчо го нападна. Ние не протестиравме. Твоите напаѓачи. Па нема, да сменете, да знаете, сменете. Човекот што водеше истрагата? Го смени, а иначе све знаем. А нели требаше, Грујо беше фашистичкиот режим и доаѓа демократскиот. Не. Карикираме малце сега да им влезем у Системот е театарот. тој е системот. И доаѓа каде што слободата на човекот ќе биде заштитена, бидејќи они се европејци, либерали, НАТО, безбедност, све под конец. Така. Физички напад кај што имаш ти Обиз, па и обиз-обиз, зашто? Доказ, мислам, имаш, знаеш кој е, немаш никаква постапка. Па добија и снимки без кациги од мене, џаве. И што значи тоа? Дека и ние треба така да постапуваме понатаму, дека со овој систем треба да одговориме. Па не знам дали треба, ама мислам дека ќе мора. Па Ти денеска лиферуваше инфо Шо? дека еден од тие што стојат позади во организација и веруше. Да, пак нападот на мене е консензус. О, знаеш зашто го велам? Го спомнам. Консензуален напад. Знаеш зашто го споменам? Затоа што некој Не, на го некои спитувам, луѓе им можам ја да умилено. го спитувам дрва за политика пандури се. Да, Палчо, умилено им на некои луѓе, знаеш, во наводници. Претпоставуваш кој да те врзуваат како со верушти нешто растураш родина. А ова Да. конкуренција, ваша конкуренција. Така. Па добро, они, види, во недостаток на знаење, политика и конкретни настани политички, а битни за македонецот, ти мора, ако не постои заговор, да го измислиш заговорот. Па така и они. Пример, за да разбере и дете од 7 години, значи јас ја растурам родина, ама ја сакам родина и затоа ја растурам, а го обвинувам комшијата, кој не е ни член, ниту има намера да биде член, си има собствено движење, вие сте суверенисти, јас сум националист и така натаму. Значи, ние сме само се надополнуваме, не можеме И ние... тој со кого што ти наводно ја растураш родина, ти нарачува малтене убиство. Па, добро, ама мене ми е чудно, ја ја растурам родина, а он прави паралелно собрание, ја ништо не разбирам. Како тоа ја ја растурам, а он прави собрание. Видете, тоа е Тоа е системот, тоа е дел од системот, кој секој обид, ја би рекол народски, било кој ќе пркне, кој е различен од овој систем, мора да биде уништен, бидејќи не смее да постои светол пример за било што. Не мора да биде партија, може да биде уметник. Да. Било кој веднаш ќе биде искомпрометиран со нивните медиуми и така натаму, со такви конструкции за заговори и така натаму. и човечка слабост. Значи, ми е срам да објаснувам на толку глупави луѓе кои се ги користат од системот, да објаснувам дека 4 пати си апсен, земени ми се камери, 20 компјутери, хард дискови и така натаму, еднаш во екстрадиционен притвор, 4 пати во Македонија. И сето тоа од 2017 навака запорува. И плюс физички напад и така натаму. И сега на тој човек кој ништо од тоа прво не беа присутни пред парламентот. Кога се боревме за контрапромената. И кога беа присутни, никогаш одбиваа да говорат, да се обратат на народот. И кога бевме тепани, ги немаше нигде, беа негде далеко во паркот. Или можда и ни во паркот. Беа маскирани со капчиња, со ова, со она. И од еднаш денеска со разноразни некакви раскази се повикуваат од Александар Навака, све знаат, а меѓутоа ништо не прават. Само пишуваат и конструираат некакви заговори за да себе си се оправдаат и оваа деструкција во која они учествуваат. Ова е чиста деструкција, од еден здрав субјект правиш циркус. Инаку интересно е дека за промена на нашиот систем негде треба 15 до 20.000 свесни македонци кои што ќе навлезат во сите пори и за секого има место. Ја не разбирам тие персонални, лични квалификации, дисквалификации, зашто која им е употребната вредност? Системот има употреба. Системот да, стари. Него ти викаш дека си над системот, ти си нова. Па не може да ти признае дека он за системот работи. Па тоа е тоа. Он на Филип ке се повикува и ќе растура родина. Така. Така да дајте со дела,
со конкретни активности, да секој да биде репрезент на новото, секој еден да биде репрезент на новото, наративата, новиот светоглед да го носи со себе и шири и што повеќе луѓе да собира околу себе и за секого ќе има место по заслуга и да оставиме и народот да одбере. Значи, По борба, по работа, по борба. И тоа и во родина ние го кажувавме дека во студиото со сите ресурси што ги имаме, портали и така натаму, ќе циркулираат луѓе, ние нема да одбереме кој ќе води, народот ќе одбере. Тоа е нов начин. Па не е единствен исправен. Немаш друг. Што ако јас се форсирам дека сум лидер? И што лидер, ја веќе каже, лидерот тој, излегувам, ајде, излегуваме, надвор, ја позади мене тројца. Лидер ли е тоа? Не можеш народот да го измамиш веќе. Народот веќе, знаеш, на потенциометарот на радивчето. 5 пати е продаден. Продаден и сега Куќи е фреквенцијата продаден. многу добра ја фаќа. Срцевата чакра сега работи. Значи, ако не го допреш у срце, ништо. А со ние триаголничињата, стокмени, тие калапчиња од системот више не проаѓа. Затоа ние не сме дел од тоа денеска што се случува, него ние ќе го работиме на другиот пат, тоа е многу потежок. Трновит, со миние, со тепање, со казние, со големи казнија, имаме член 10.000 евра да се има платено за казни. Да. Па имаме ли ние структура организација да му помогне на тој член, каже, чекајте, ние сме општество ново, сите сме борци. Има, ама не знаеле. Ама не знам. Да. Сега, пробуваме и во диаспората да го смениме концептот и моделот. Веќе да не се иде на ура, македонци, знамења, колку треба 1000 нарачам. Што бре, што знаме промена ќе правиш. Не знамето тука ќе го носиш, а промената сега ќе тој потенцијал да го инвестираме во ресурси кои што Пресликане работата, ситуацијата, како тука и во диаспората. исто е. Во двете емисии го споменавме дека и таму има корумпирани Па истето. личности кои што го злоупотребуваат овие сите настани во Македонија. Па да. Да. Види новото. Се врзуваат со сумнителни личности. Новото отчетното, значи новото што е? Новото не е пат бизнис под маса, отчетно. Значи ние не збориме на памет. Беше писмо на што го напиша како беше името на дечко на што е обвинет за 27 април? Кој Ченто? Не, Ченто Вили. Вили? Самиот напиша дека да, имаше, средствата што се собирале од диаспората за луѓе што затворени за 27 април воопшто не стигнувале. Што е новото? И од диаспора и од тука. Што треба новото да биде? Даде еден список на... Значи, знаеш што треба новото да биде? Не може диаспората, Така. приватизацијата, не знам ова. Име, презиме, матичен број, адреса. Кој е тој? Мораме така веќе да работиме. Не може цела диаспора да ставиме у еден кош. Не може, сите се корумпирани. Не може. Што те значи тоа сите? Име, презиме, матичен број и адреса. Ја верувам дека таму И се завршува собира, приказката. буквално арачот им се собира. Па Каде е спората? Има, види, има многу... Меѓутоа луѓето не знаат каде се трансформираат тие средства. Значи, парата е еден елемент кој што ја деформира човековата душа и цел свет е деформиран во суштина од позиција на пара, односно од позиција на моќ. Ретко кој општество е имуно на тие процеси, тоа е постојана битка на повисокот и понискот. Таа битка мора да се добие на многу повисоко ниво. Да се стигне тоа по повисоко ниво мора, значи, отчетност, пари, земји, колку, каде, транспарентност комплетна на Ја работа. за пример би им ги дал Демократичност, проекти, каде треба со тие средства прво да се интервенира. грчкото лоби. Ја им го дал како пример за организација. Так. Таму е транспарентно. Сега ние се реорганизираме од нула, бидејќи системот стално кога се обединувавме ни правише фейк. Да, бе, да. Неколку пати. Фейк Имавме две фактор. бойкотирам, се сеќаваш. Да, па стално тоа поделба има. Ја пробуев нешто. Две бойкотирам, Значи, две не го родени, кажа. две ова, две Да. она тренот. Наше е да работиме на тоа што сме се договориле. Ама 1000 знамења, 10-50.000 или не знам што бини митинзи не прават ништо. Гркот оди со парите. Системот функционира, она што го кажа Зоран, Да. функционира Меѓутоа, многу силно. Грчкава диаспора оди со куферчето во Конгрес амерички, Да, купува сенатори, прави лоби, Да, брамо. грчко и после во одредени ситуации тоа лоби што е платено,
ги поддржува и за промена и за све. Грците се дел од англосаксонскиот систем, таа територија е измислена за да биде раководена и владеена од тој систем. Ние Да, може тоа ги сократска е, англиска. англиска е. Крит погледни го како е. Значи, не можеш таму да ги победиш во нивниот систем. Ние треба да бидеме дел од друг систем. Не, За да бидеме надвор од овој. Не смееме внатре. Зборам и за глобален, значи ние немаме бе ни еден представник на некој источен меѓународен форум, собер и така. Срамотно е. Германци се тепат таму, англичани, французи да направат дил, да фатат чекор и така натаму. Еве денеска прочитав податок, Кина станува број еден партнер на Европската унија, ја поминува и Америка. Сега ЕУ ти продава гачки тука, Кина ваква, Кина таква и така натаму. Не сме тука да помине брза пруга, не сме да помине Вардарска долина Не и така сме, ама натаму. они да Они ја договорат. Не тоа македонците, не. Северен ток горе може да помене два Германија, Велика Британија може за 5 пати да го зголеми увозот на Русија, ама ние ако направиме едно здраво живо со Рус, готово, русофил си и ти си терорист, тој таму пушки носел, се тепал и така натаму. 2018 не вика Рублја патриоти. Рублја патриоти. Да. Така не вика 2018. Ја дури си нарачев вакво рубли да ми ми донесува еден сувенир од Кейф, онака да го видам Како изгледа рублја? Како изгледа рублја и мораме да ги разбиваме тие стереотипи, тоа е англосаксонски чип, не е тој 3, 5, 10 години, 200 години инсталиран овој простор. Зоки, ја те прекинувам, Ајде, ама ти се фаќам за зборот што каже да бидеме директни. Ти нема да можеш, бидејќи беше дел од единствена тогаш, за бојкотирам два, нели имашме две бојкотирам, како тоа системот го прави. И сега зимам да бидам лошиот во емисијава, ти си добриот, јас сум лошиот. Што се случи? Како не разединуваат, како не парчат, не смееме да дозволиме повтор пат, ќе го кажам Мицо. Значи, почнавме добро, и јас, и Солза, и Бачев, и ти, сите бевме заедно на почетокот. И при една средба, Мицов од ништо предизвикан, сведок ми е Јанко Бачев, мислам беше и Драган Угриновски, беше и Филип Петровски, почна да ја навредува и како жена, и како презиме Солза Грчева, во Мистер Джек, во ресторанот, во кафичот. Солза се наљути, сакаше со ташна да го удари, пошто без везе човекот од еднаш дојдовме да се изорганизираме и кафе да пиеме, ја изнавреѓа женава, крш ја направи, Солза се тргна и никако не можевме да се залепиме. За подоцна истиот човек тоа да го направи и внатре во единствена Македонија. Да напушти со пресконференција, со клевети за Бачев, за ова зона. Па тоа се ти... И, значи, човекот во континуитет, во само година дена, на два пати, во круцијални моменти, направи крш, дали е партија, дали е движење бојкотирам, што и да е, цело време така конфликтно функционира, меѓутоа е многу штетен. А воедно, Македонија, македонците, а цело време ни правеше крш во организирањето. Значи, тие работи, еве, ја го превземам ризикот, палче е тој што го каже ова, значи, тие работи мора више, мал народ сме, мора на име и презиме да знаеме целокупната одговорност во даден историски момент да си ја носи секој, што правил и доброто и лошото ќе си го носиме. Бидејќи нас прв пат ни менуваат име, прв пат ни укинуваат јазик, прв пат ни укинуваат историја и не може да се заборајат овие 3 години и овој масовен систематски преглед меѓу нас македонците. Немаме иднина со вака на орук, површно, како што правевме, и среќа свеста на народот беше силна, а нивната либерална моќ мала, па не им успеа референдумот. Да, тоа е најголемиот успех. И сега, не може, пупу не важи, ајде идеме, што да идам, во нов пораз, во нова продажба, во ново предавство да идам. Не, јас сум малце можеби груб, можеби попрецизен, ама секој од нас обединување на орук веќе секој од нас има, да кажеме, некоја минато. Знаеш. И секој човек
има право да се коригира. Точно. Ние мора, ако не ги изучиме сите грешки што ни се Греф е да случуваат. паднеш, ама поголем греф е да не се исправиш да застанеш. Значи на место. мора почитувањето да биде да владее помеѓу тие, да кажам, помеѓу новото. Мора да владее почитување. Прво е доверба да си Довербата. Без таа доверба не можеш да тргнеш напред. Како ќе тргнеш напред? Ние се соочуваме со екзистенцијални проблеми, а не дали данокот ќе биде 18 или 19%. Тоа Шведска може да се дискутира. Да. Затоа потребно е сето тоа да се надгради. Шведска, како е каже. Ја најде. И мораме да дојдеме до тоа ниво. Народот од кога ја го ние сме дел од народот. Ја не ќем да се представам дека сум нешто надвор од мојот народ. Јас сум дел од народ. Јас што слушам постојано? Обединете се, обединете се, обединете се. Како да му кажам ја на мојот народ дека у моментов има многу малку субјекти со кои што можеш да се обединиш. Зашто? Така е. Затоа што веќе ние созреавме у сите тие поделби, кавги, предавства и така натаму и така натаму. Ја не можам веќе назад да се враќам и да влегувам се. Ама не е одамна, Зохи, јули беше кога пред изборниот процес ги повикавме да излезат надвор, да го напуштат. Значи да не учествуваат. Кога се открија манипулациите. Да. И Бачев кога беше нели во ДИК, кога имаше преставки и сите, значи уште претходно алармиравме, луѓе, се знае на што води целава работа. Излезете, не го легитимирајте целиот тој процес. Имаше два моменти. Значи немаше сенс. од Да, една или страна. да се обедини све. Така. Или да се настапи заедно на избори, значи окрупнета Да се опозиција. обедини се, види се, да се обедини. Тоа многу звучи така шашаво. Шашо одама зборувам за неколку Не детие. системски што се Така. декларира, Ете така. значи да направат еден концепт и да влезат као шпиц играч што се вели на терен. Но кога почнаа да стигат информации дека десетици милиони евра во услови на карантин, тимовите на Заев со комбиња го купуваат идниот гласач и дека тие суми стануваат се повисоки и дека полека онија има направено шемата, идеално беше да се урне новото одложување на избори, бидејќи поминаа 90 дена од денот на прогласувањето на изборите. Тоа си стои во изборниот Сосема закон. незаконски и си стои еден ден ќе го отвориме пак. Да. И со тоа што ќе се префрлеше у септември, конструктот од 100 милиони евра ќе паднеше на Заев, Така е. а гладната уста во септември пак ќе бара 100 евра, бидејќи тие евра многу лесно, брзо се трошат, Да бе, шпага ќе направиш, расчегор. расчекор, и ќе паднеше конструктот и немаше да ги имаме овие проблеми. Нема кај нас политичко визионерство, ситно политиканство владее, такво политиканство владее што е страшно од внатре да ги познаваш состојбите, но е добро за да понудиш решение, за да излезеш од тој таков систем. Ќе понудиш решение, да го поставиш правец. Мораме сите прво да го поразиме ситното, мало граѓанското во нас, во себе, а после да бараме од другите тоа да го направат. Не може ние да не бидеме репрезент на новото, а го бараме новото. Мораме да бидеме Се репрезент. случува катарза буквално последниве 4-5 Па месеци. долго трае таа катарза, јас се надевам дека ќе дојдеме до есенцијата на чистото и мора да дојдеме и мора да ги охрабриме. Имаме милион контакти. Подршка, луѓе, подршка, каква подршка? Не сме ни инвалиди, подршка. Вклучувајте се активно, Апсолутно. директно. Мене ме радува тоа што сега Отворено, еве ние го газиме патот, Да. ние го јадеме стапот. Да. Плаќаме казни, стапои, закани, едно, друго. Ние ќе го изгазиме патот, ние мините ќе ги изгазиме, идете вие ниското по поле нас. ќе го рачистиме, да. Идете вие по нас да го направиме тој круг Да се широк, да се омасови. омасови. Така. Сега е моментот. И е обврска, не само што е моментот, обврска ти е. Тоа знаење што го носиш во себе е знаење заслужно на твоите предци. Не е Така тоа е. така паднато знаење. Се бореле твоите предци да можеш ти слободно да денеска и уопште да постоиш и да екзистираш. Таа е одговорност. Ние слободата си ја замислуваме како лубрикант. Па така е. Баш така е. Па ништо друго, сексуално манијачење и толку. Слободата е одговорност. А најголемата одговорност е слобода.
А за да стигнеш до тој момент треба да имаш знаење, ама не само интелектуално и духовно. Значи мораме да ги најдеме тие луѓе одговорни кои што утре нема да ни ги купат како во минатото што ни се случувало. Мора да направиме тим кој што ќе влегува во системот, во собранието, честни, морални, искрени со вистината, во македонизмот и заедно ќе го менуваме овој систем. Нема друг начин, како друг начин на улица. Па ние ја окапавме на улица. Јас сум од 91 на улица, откако 90-та можев да изгубам глава во ЈНА, последна генерација бев нафрлени таму. Баш така. Од 91 сме на улица. И улицата треба. Ќе дојде момент и улицата, кога тој напад ќе се случи хибридно од систем и од улица, ќе падне, ќе почне овој систем да се руши. И тоа мора да се направи, домашна работа. Имаме, треба да ја напишеме. Многу често не викаат, да ни помогне некоја голема сила. Не може да ти помогне голема сила. Ако не ја напишеш домашната работа и ако не кренеш субјект со кој што големата сила може да игра, тогаш џабе ти е. Големо да подржи, она само подржи. И големата сила може да те злоупотреби и искористи за нејзин интерес. Значи, ќе си го реализира својот па проект. затоа ти треба субјектот Со или без теб. Па субјекти треба најумните. Еве на пример Кина сака сега да направи Вардарска долина. И имаш сега договарање. Може Кина да иде на трик, на сила да каже, слушай, добре, ќе поминат бродите без такса, ќе земеш кредит 3 милиарди евра, ќе го отплакеш полека, ќе преш компензација. Ти треба да направиш таков договор, таков тим, каде што ќе го исползуваш тој глобален проект за бенефитот на сите граѓани на Република Македонија. Значи да ги излечеш максимумот од тоа. Инаку на преговарачка маса секој гледа да извади максимум. Буквално Не значи ти ако буквално сме на најбољата рута од путот. Само ни треба куќерка, патарене и да си наплаќаме онака како што треба. Македонија е пребогата, значи не зговорам Тоа баш само како геостратешка позиција. Зборам како духовност. Оваа земја свети. Од нејзи светлина излева. Тоа не одржува. Ние како сега, како општество сме многу паднати. Тоа треба да се погледнеме во огледало и да си кажеме, ние сме паднати. Треба да се креваме. Тоа историјата наша, гледај што прават, сите претендираат. Прво не вика варвари, грците до 90-та година, нашата култура и цивилизација беше варварска, го забранува името Македонија, а сега секој сака да се накити со името Македонија. Внимавај, хеленската култура паѓа, условно кажано хеленската, ова фалсификуваната, усенката на македонизмот. Паѓа. Зашто? Јас сум сведок у Грција дека се повеќе грци сакаат да го носат тој епитет македонци. Да, но антагонизам се ствара помеѓу нив. Македонизмот и ген е така да не може да се изгуби. Тоа кој ја пее Македонија? Македонците ја пеат. Кој ја игра Македонија? Македонците ја играле. Не може не ја игра некој друг. Тоа ќе си дојде све на свое место, но ние дај да си ја напишеме домашната задача, да си го собериме вистинскиот интелектуален крем, ум, духовниците си ги најдеме да си го поведат стадото што се вели, да вредностите се потпреме на нив и да го креираме тој нов пат, да идеме по него полека и народот ќе ни се приклучува. Обично народот многу често е нападнат. Народот од утро до мрак за гола екзистенција се бори, треба деца да прерани, треба во оваа држава да се снајде, погледни го здравствениот систем каков хаос е, а што ни се случува. Обврска е на знаечките луѓе да го трасираат патот, не на народот. Народот ќе го препознае тоа и ќе го следи. Ние во овој момент тој пат ни треба и тие луѓе ни требаат да утемнинава, да пуштат светла и по нив да се оди. Палчо, додека ние пишуваме задача, домашна задача, како што ви Зоран, Шо? Мицковски не пише домашна задача, чека од Белград. За Мицко све мене ме прашаш како портпаролот. Чека од Белград, затоа што те прашам стеј. Препишува. Чека да му ја напише Бранко Црвенковски. Ти како бивш председател на градска организација на СДСМ. Овако. Зоран го начна тоа. Мислиш дека има стварно нека турбуленција у градското јадро Скопско? Не. Против заедно. Ќе се смени нешто таму. Што ќе му иде на вода на воденицата на Мицко? Не, овака, значи сме говорели и во оваа емисија околу врховизмот и така натаму, која е целосно поставена структура на неолибераливе за експериментот што се случува Бранко, тука. Каков
Селјаков Муртински му смета му иде на живци 100%. Ако Не, ништо не, друго, не. Му квари просек. Бранко само фрли песок во очите на македонецот, даде лажна надеж. А замолчи после тоа. Не, даде лажна надеж и самата содржина на неговото обраќање е лажна надеж, бидејќи вика дека го мрзне членството и толку. Он не рече дека треба да се смени Зоран Заев. Нема ниту една формулација таква. Не стопорија после него Шема Мема Куновска. Ја кажав дека мојот бивш пријател Бучковски, на кому сум бил председател. Јас. И кажав дека со тој човек веќе не можам, не имам ниту пријателски односи заради тоа што го направил, а тоа се вика велепредавство. Како може да бидеш пријател со човек кој те укинува го народ? Бранко тоа не го направи во писмото. Значи не е дециден, не е конкретен, басма, Езоп, седете дома, сега ќе срушиме Заев. Седете дома, сега ќе падне Нуставен. Седете дома, еве сега ние имаме мнозинство, ќе го обориме Заев од мала партија. Значи тоа се вика организирано манипулирање со демилитаризирање на македонецот, контрола на бесот македонски во моменти кога уринираат сите врз нас. И тоа е силата на Дипшит што цело време објаснувам. Порано, пред стотици години од огромна тиранија, третирање како животно, а не како човек, македонецот, се организирал и го створил ВМРО. Денеска, од оваа тиранија и ова уринирање, укинување од постоење биолошко, го раѓа македонскиот национализам. Тој национализам мора да биде дефиниран, современ, во функција на македонизмот, не во функција на некаков шовинизам, кој што е Америка, расизам, не. Македонскиот национализам е одбранбена орудие на македонизмот, као што и македонизмот е основа за суверенизмот. Ние немаме ниту нафта, ниту економија, ниту кеш, за да бидеме суверени. Имаме само 70% мнозински македонски народ на оваа територија. Тоа е нашиот суверен народот. Немаме ние друга сила, освен македонскиот народ, кој треба да биде столбот на суверенизмот. Меѓутоа, тој македонски народ мора да има национална политика, мора да има национална одбранбена технологија, со знаење, со политика, за да ги браниш националните интереси. Тој народ мора да има политичка структура организирана, дали е партија, движење, небитно, која ќе ги реализира тие национални интереси. Затоа што ова што денеска се случува, имаме црвени линии. Што е тоа црвена линија? Сакате да кажете дека све претходно од оваа црвена линија, окей? Договорот со Преспа е значи во ред, чим е ова црвена линија. Ако бугарскиот договор Гоце и јазикот, мислам, им се црвени линии, тоа значи дека све пред црвената линија е окей, жута, плава, не знам како име. Значи, овие се историски моменти и овие моменти треба да се внимава на секој гег, на секој говор, на секој трик, као пред малку што објаснив околу времето. Прво имаме комисија на 8 декември, па дури потоа доверба на млада. Значи имаме тепачка борба со сериозен дипшит систем. Внатре се сите и ова е јадрото што почнува да пружа некаков политички отпор, ние како движење, вие како партија, кој е конкретен, вие сте суверенисти, јас сум националист, се надополнуваме во таа комбинација што треба на Македонија. Па вака, значи национализмот е орудие. Тоа не е решение. Национализмот е орудие за да ти колективот го држиш силно, компактен. Јасен, со јасни барања, национални, не националистички. Национални, јасни барања во интерес на македонскиот народ. Не ме интересира ни босанец, ни влав, ни албанец, не затоа што ги мразам, него јас се борам за мене, за македонецот. Тоа не значи дека те мразам тебе. И национализмот мора да има одговор на сите прашања. Од тоа, дали и колку имаме литиум, повеќе или помалку од Србија, тоа е национално прашање. Каков националист ти ако народот ти е гладен?
Никаков преварант. Значи национализмот е многу сериозна работа. Националистите ги створија либералите. А најлесно се лепа тој Ама компонирани лидери на национализм. Ама тоа затоа што не знаат. Да. Либерализмот од националистите е створен, не е паднат од небо. Значи, многу е сериозна работата и многу се големи обврските и товаров што ни е паднат. Во тој контекст кажав ние како генерација сме скантани. Ние имаме само тешкиот пат да го одиме, а младите треба да креираат. Младиве треба некоја следна генерација, но ова што сега ние се надевам ќе одработиме, таа следна генерација да креира сериозна македонска национална политика. И тоа не може да го видат луѓето, дека се компатибилни сите тие. Тоа е свето тројство, суверенизам, национализам и македонизам. Бидејќи македонизмот е идеологија за оваа територија. Само македонизмот овозможува стабилност и политичка и економска на оваа територија. Се останато што е недефинирано, како денес, значи имаш еден куп малцинства кои ги уживаат сите права и имаш мнозинство кое коса црта. Тоа е исчашено, тоа е Франкенштајн. Национализмот се бори за да јас како националист на албанецот му гарантирам сите права што ги има. Мене не ми треба, што добивам ја ако му одземам него право. Меѓутоа, јас ќе се борам за мојот народ. Тоа не значи дека сум против него. Во таа борба треба дефиниција на сите македонски прашања и интереси. Јасно, нормално, јас како трета со Зоран, он е суверенистот, Зоки дале ова окей. Дали имаш ти као родина прибелешки, забелешки? Имаш идеја, не само забелешка, може да биде идеја да се надгради мојата политичка идеја, да ја надгради родина. И да имаме консензус околу тие 100, 200, 300, не знам колку се прашања македонски, од кои не отстапуваме, а не црвени линии. Значи, ние немаме креирано македонска политика. Националистот, суверенистот, сите заедно треба да се направи таа национална политика. Бидејќи гледаш нас, Србија е бомбардирана заради американски национален интерес. И да ти бомбардираат држава. Ние не може да се одбраниме од Зоран Заев. Тоа е срам за нас македонците. Дефинитивно срам. И се надоврзам на соборноста, солидарност и така натаму, значи и апелирам луѓето да почнат меѓусебно да се договараат, да разговараат за политика, да се помагаат за политика. Да ги Диаспорава е далеко од слова, јас што го зборам, ама не се љутам, се надевам ќе разберат еден убав сончев ден, дека сме се мачеле ко црни ѓаволи, а они се забавлjaат со фолклор, тупаните бамбара, Македонија, Македонија, ко склекови да прават, а Зоран Заев не прави канта. И се надевам дека и они, као што ние научивме овие 3 години од почетоков, од инсталацијава на Зоран Заев, да ја научивме борбата контра системот. Тогаш, нели, Зоран Заев стана систем. И се преврте, фактички ние сите меѓусебно се испроверивме, се видовме, се запознавме, па ја и Зоран се запознавме пред парламент. Така ја и ти, тама се запознавме. На протест сме се запознале пред 3 години, 4. И сум сведок, затоа и сега ги превзимам тие ризици као за Мицов и за други луѓе кои ни направиле сериозни штети, ни направија и глупаво е по втор пат, по трет пат да ни се случуваат исти работи. У контекст на таа едукација на народот, ние како родина Македонија иницииравме создавање на тело, дали ќе се нарече совет на интелектуалци, совет на мудреци, не е битно. Битно е да ги собереме сите релевантни личности кои што нешто значат во своите професии, најчесто се од научната фела, кои беа оставени на маргините, посебно од системот на ВМРО ДПМН, кој беше као декларативно македонистички, со македонистички презнак, но на крајот се види дека воопшто немаше НИМ од македонизам. Токму тие луѓе веќе ни приоѓаат, ни комуницираат со нас и веќе дел од нив се спремни да влезат во тој совет. Ти, брат Зоран, знаеш? Процес е. Тој процес мислам дека ќе биде таа искра која што ќе ги почне да ги привлекува повеќе широките маси кон нас. Кога ќе видиш еден Ефтин Клетников, еден Дардан Венецки, еден Блаже Принзевски, значи ги
со тоа ги повикувам и другите, значи интелектуалци и луѓе кои што имаат што да придонесат да се приклучат да дојдат во тој совет на мудреци, на интелектуалци. Значи не е само да се делува механички, туку мора да биде тоа еден систем, буквално ние да направиме сега deep state во држава. Свој вид. Многу кеш, доста, тоа е добро. Не во кеш, нема, нешто како што... Стоп. Што Мора да ВМРО прекинам. Ова е добра желба и ова е чесен идеал. Што го кажуваш ти? Значи ти у рингот го имаш Тајсон, не може ти диригент тамо, шо Клетников, ќе го тепаат за 2 секунди овие. Но не, да биде дел од Значи системот. ти Не, мораш... дел од системот, затоа го велам, Значи, го ние во укрупнуваме, моментов мораме, тоа е едукативниот. правиме машина, почва. Ама, Значи, Клетников ќе биде едно штрафче. Ама, Јас ќе бидам едно секогаш штрафче, бил Зоран Клетников третото. едно Не, штрафче. сите сме машина заедно. Луѓе, Клетников секогаш бил и ќе биде штрафче во македонизма. Така. Неспорно. Бе, имаме проблем што на другава страна немаш, не те поробува со интелект, те поробува со корупција, криминал и сила. Значи, ние имаме еден проект, јас направив тешки муабети, вие многу порано го почнавте овој проект, и што имаме друго? Клетников е исклучителен интелектуалец, што ќе правиме? Каде? Имаме само 2 места кај што може слободно да се говори. Добро, да. Значи, ние имаме сериозна работа. Значи, врати се на 1941. Не ти викам да земеш пушка да идеш у планина. Меѓутоа, ние Ја мораме... земавме 2001, почва. Меѓутоа Не резултатите се- земавме, бевме нападнати, се браневме, какво зимање? Зимање пушка е кога имаш идеал и се бориш за идеалот. Тоа е прогрес, револуција, борба. 2001 беше тежок фингерај. Една намештајка, едно предавство, во кое да не се набраќаме. Зашто ве прекинав? Идеалот е добар за Советот и ја тоа го поддржувам. Меѓутоа, народот не може интелектуалниот, но македонец да румачка на леп да јаде, македонецот или Зоран Заев, тие луѓе може да ни дадат знаење и искуство, ама ние немаме ниту војска, ниту организација, ниту оружје кое ќе биде ефикасно за обарање на овој систем. Значи имаме многу мултитаскинг, мултилевел е борба македонска. Организација, па Значи, затоа на почнуваме... повеќе едно Така е е. Совет за мудреци, Се. сето тоа организацијата е Систем. најважна, Затоа го реков бидејќи deep state. организацијата се удира со дипшит. Морам да Организацијата мора да влезе во конфронтирање директно со дипшит. мора да приметам дека подолг период пратам здраво мислечки интелектуалци кои што настапуваат во оваа ситуација индивидуално. И сме имале контакти, Да. нели да ги вклучиме во систем, да се умрежиме со други луѓе и да направиме еден концепт целокупен, што вели Палчо, не само со ум, како едно тело што е, значи глава што размислува, очи Срце, што гледа, Советот за екстремити, мудреци да биде раце, главата, се ни требаат и раце и така натаму. Да направиме таа организација која што ќе му служи на народот. Јас ги разбирам затоа што работата индивидуално солирање е комотна позиција и ти не треба сега тука Нема ризик, нема ризик. Работа во организација Веќе е проблем од аспект што веќе мора да се синхронизираш со сите други интелекти за да постигнеш одредена цел и стануваш таргет на системот. И таргет на системот, но исто така треба да се подгазиш малку за да може идејата да успее. Значи треба да слушаш и некој или да твојот Екзактна е состојбата тогаш, или е. Мора да има резултат, мора да има... Затоа јас на секој му посакувам кој што сака да постигне нешто, да формира организација. Еве, ние изодевме еден долг пат, мако трпен, додека се синхронизираш со различни луѓе, додека стигнеш до одреден баланс, Од пејџот почна мир. Пред организацијата мир. Да, тоа одамна беше. Па ти кажем 4 години, 5. Години и повеќе. 5G, предходно го имавме 5. Евразиската идеја, И например, support for она Ukrainian ти ја спомна, 2014 Ја спомна единствена, ние единствено Шест. гледавме како мир. Евразиската идеја да ја понудиме на нашата јавност, како
избор да има нашиот народ, значи имате Евродна, имате евразиска Алтернатива на Атлантиста. Први бевме што реагиравме на пучот што се деси во Украина, што беше најава за тоа што се Па тоа е види Украина, Македонија ти е идентичен пример и Добре, денеска... ако националист, само Македонија ме интересира и останатото користам. Да, Бенефит за мојот народ. Ама ние никогаш не сме се поместиле од позицијата. А лично сметам дека ја викам континентална политика и после БРИКС, МИКС, све тоа ќе се спои у континентот. Да. На крај ќе се искреира оној баланс. Ама добро, тоа е геополитичкиот дел што треба овие што ги спомна во Советот да го работат. Тоа е тоа. Значи ние ни треба умот за да видиме времињава што доаѓаат, која е таа сила и кој е тој концепт кој што ќе да не ни опнат па вето. Ке дојде, например, Евразија да биде интересна од економски аспект, геополитички, безбедна. Тогаш ако дојде да стане интересна, ние бугарите ги укинеме. Тогаш Борисов ќе го укине. И што ми е тоа ми е поентата, значи имаме индивидуални квалитети, но не знаеме да ги вградиме во организација. Така. Не знаеме зашто. Зашто не сме се обиделе? Зошто не сме се обиделе нај вака. Или не сме се обиделе, ајде. Мораме да се вградиме веќе во организација, затоа што утрото припаѓа на тој што денеска успел да го проектира и изработи. Утрото. Ако ние денеска повеќето умови, повеќето народ проектираме среќно македонистичко утро, утре ќе се разбудиме во Република Македонија. Ние мораме во нашата глава да ја создаваме таа нова визија. Значи, постојано и дека треба веќе да пристапуваме во организирање и организиран систем за таа промена. Нека бидат повеќе организации, да не се Апсолутно. да не навлегуваме дека има ексклузивно право само една или две организации. Нека бидат и повеќе. Ако има умни, честни, вистинити луѓе таму, ние ќе седнеме и ќе се договориме. Ние не може да се договориме со И театарот. полесна ни е задачата. И полесна. Замисли пред 150 години комите не можело планина таму да и се... да научиме од тоа и мораме малку и геополитика да тераме луѓе, мораме. А што треба? Сега само народ да му кажеш, ало, двете системски партиите дриплаа 30 години, не ги гласај више на следните избори. Па не Тргни ги од глава, не ги прецепирај. нас- Гласај. Па Тука нас- ќе Знаеш се што вика Паѓи. народот? Вика кој? Палчо кој? Па тоа го веди. А ние не сме уште спремни за да бидеме кој. Па Тоа не, мора да тој- си признаеме. Тој е процес. Тој е процес. Затоа треба брзо да го правиме. Процес е Тука се брзо. делумно управа. Палчо Брзо. за кој бе? Ние побрзавме, истрчавме. Ти треба да им кажеш Јорма вака. ти стави Гласај. клип Не. ти стави утркало. Вака требало Палчо. За тебе, за себе. Не. Искочи, Пак е тоа парола, не. не, излези, вклучи се. Каде што мислиш? Знаеш, Вака, многу се комфортни, во вака комфортна сега, зона. сега Не да ги дај критикувам. ми даш 2 минути битни. Да. Значи, постои страф во државата. Голем страф. Бидејќи буквално све владеат, Зоран Заев покажа една нова технологија кај што нема лимит. Значи, нема лимит, ама All in. во Има буквално. Олин. Олен. Не што е олин, него нема лимит, тоа олин не може да го Он дефинира. има пар, има двојчиња, пар. Ма нема ни пар. Бе, вади уште 3 шпила, фалс и Да, без проблем. тоа е- Нема ни пар. И Значи, овие- затоа реков нема лимит. И он Он му може- вика то лен, овие сите ги фрлат картите. Не, нема сите. А жмисимо 4 кеца ги фрла. Сакам да Искача кажам, од на игра. 8 ќе потпишат административно, ќе бидеме понижени на начин што до сегашната европска историја не го памети. Би сакал да не си управо нас. Па јас сакам да не сум управа, ама сакам да бидам и реален затоа што сакам на народот да му помогнам да разбере дека тоа големо понижување е причина да се опаметиме. После ова безобразно административно, значи повторувам по 6 пат, административно укинување. Еден нелегитимен премиер злоупотребува демократски алатки во овој дипшит систем и гласаат, печатат во службен весник, ќе менуваат учебници, ќе биде многу гадно. Ќе биде одвратно, ќе бидеме поробени и во секоја тетрадка, во секоја училница. Промената на името беше далеко. Бидејќи никој дома нема табла Република Македонија. Меѓутоа, сега доаѓа детето твое, кое си го одгледал, си го родил, си му раскажувал колективна меморија собствена тоа дете,
иде во системот во школото со некаква колективна меморија од татко, од дедо, и има сега друг учебник. Тоа дете веќе не е македонец, тоа дете е државјанин со коса црта. Значи, тоа е системот. Тоа не значи дека сме поразени. Ние биолошки и физички се уште постоиме. Во последниве 3 години од прилика со Зоран сега констатиравме колку многу свеста македонска прогресирала од 17-та година, кога бевме далеку по-наивни, смешни бевме пред парламентот, верувавме на се и секој само да го спасим името. Името по мене е спасено, пошто сега сите и они што не беа внимателни и доволно патриоти, станаа патриоти од како го изгубивме. Сега повеќе го сакаме, сите. Таа е таа свест која прогресираше и апелирам до македонецот да во овие декемвриски денови храбро, достоинствено го издржи ова понижување што ги не го приредат со договорот. Овој бугарски договор и овој подпис што ќе остави Заев е значи показ за сите дека нема више калкулација. Дека не може никој да дојде од страна да не направи да бидеме македонци. Не може никој од страна да дојде да ни направи политичка партија или движење во сега организации што говоревме. Од подписот сега, од овие декемвриски денови, видете се во огледало, јас се гледам секој ден, значи не сме кадарни колку што сакаме и колку што мислиме. Мора да работиме пута 10, пута 20. Мора да се забришеме од ова плјукање што го прават на нас и да се организираме, бидеме посилни, затоа што 1941 дошле овде со полицајци, со коњи, топови, тенкови, возила, порезници, доктори, све тоа било бугарска администрација, уствари војска која не окупирала. Било многу полошо од ова што е денес. Ова е само навредливо, а тогаш било страшно. Ваделе, стрелале, убивале, мавале. И повторно македонецот ја створи сопствената држава Република Македонија и победи. 41-а, ако споредиш оние десетина луѓе од Прилеп, што отишле у шума со участокот, и онаа сила која била овде, Вермахт, заедно со бугарска војска инсталација, биле пародија. Бурлеска. Ако не си македонец, од страна, ако гледаш, тоа е смешка. Нели, 8 луѓе, 10, 15 идат у шума, се борат против Хитлер и царскава Бугарија. Отидоа и победија, не со сила, победија затоа што беа на вистинската страна. Беа на праведната страна. Ние, македонците, и денес сме на праведната страна. Проблемов и овој привид што го прави Зоран Заев и овој декември месец, понижувањава што го прават, подписот на договорот, сите овие медиуми што секој ден ви кажуваат дека сте швеѓанец, дека сте европјанин, а си само македонец од мајка, роден, мора да се издржи, да не се дозволи да ви падне духот, да не дозволите да мислите дека е крај на светот, како што направија нашиве дедовци, така и ние ќе направиме и бугариве, и Зоран Заев, и СДС и све ова има да летне, да не постои ни ова повторно оваа земја, ќе си биде Македонија која што била илјадници години. За емоцијата е голема, навредата е голема и апелирам да се издржи оваа навреда и да биде енергија за да не пцујам, да им вратиме пута 3. Зоран, ќе се надоврзеш на овие преговори избори на Палчев? Па секако кратко. Па добро, апел, пошто е стани пани работава. Се придружувам, да, ја постојано повикувам, наместо да очајуваме и да кукаме, полнете ги новите организации, активно вклучувате се, иднината припаѓа на организираните системи, а македонецот е не меѓу првите, него е прв што направил организиран систем држава, тоа го имаме во секој од нас и тоа понекогаш и проблем ни прави, бидејќи кај нас во секој од нас владе оној ген да води, па не можеме да се организираме па да се договориме. Се расправаме. Се расправаме и така натаму мора да ги надминеме одредени наши слабости и ова све што се случува е привид.
нема допирна точка ни со меѓународно право, ни со устав, ни со човекови права, ни со индивидуални човекови права, ни со колективните. Значи ова е привид кој што ние треба да се искачиме над него и да почнеме да си ја креираме она наша македонска држава која што ја слава до ден денеска. Само треба да ја возобновиме со најдоброто од нас и со најдобрите од нас. Мора да го направиме тој систем, да се организираме, нека бидат повеќе организации, воопшто тоа не смета. Нашиот идеал е тој еден и единствен и све ќе си дојде на место, ја тоа ве уверувам дека тоа така функционира универзумот. Преубав говор за одјава на емисијата. Значи, да очекуваме наредниот денови, како што Палчо каже, да видиме дали ќе се случи тој срамен договор кој Чим го овластија Бучковски шо? Да, може и на тенке. Па не е ни СДС функционер, не е ни ВМРО, нема проблем, подпис, чао. Тенкист летал у Софија. Како и да го исмејуваме, он ќе си подпише. Го кажа тоа, од 44-та постоиме, што? Проблемот е се од кога ќе подпише, како ние и вие сите Па апелиравме како? на кој што е Македонија во срцето, верувам дека нема да ве остави равнодушни, не само што ќе се придружите на нашите апели, туку мислам дека ќе го превземете и водството со самото ваше искачање на улица, меѓутоа не е во возило и вртење бестелно кругови. Ако некој што глуми опозиција сака да направи од Македонија Луна парк, па треба да се вртиме во Рингишпил, тоа нека се вртат они тамо, не дека не знам, дека си одат нека локација, нека се одредат, а вистинскиот револт ќе се изрази токму дека кај што треба. Пред собрание, пред влада, значи пред законодавните институции. До следното издание на емисијата Родински разговори ви посакувам среќа, здравје, успех и да се гледаме за добро. Поздрав. Лега ноќ. Поздрав.